Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес ќе зборувам на тема за стравот од Бог. Што значи тоа да имаш страв од Бог? Што се подразбира кога ќе се каже страв од Бог? Кога луѓето ќе го напуштат стравот од Бог, тие создаваат либерална, погрешна теологија, а и погрешно живеење. Знаеме дека има вистинска теологија која е втемелена само на писмото, на Библијата и е цврсто закотвена во него. Но има и либерална теологија која што високо ги вреднува личната автономност и слободата и го нема стравот од Бог, кој го штити човекот од секое зло и од секакви неправди. Карактеристиката на либерализмот е повик на некакви внатрешни обштествени правила на совеста и религиозното искуство. За нив Исус е морален идеал или символ на божествената љубов, а не реален кој што реално го носи гревот и кој е посредник за спасение преку вера во него. Либералната теологија вредноста на религијата битно ја гледа во нејзините етички и обштествени плодови. Библијата за таквите либералци е прирачник на религиозна и морална еволуција, а не на страв од Бог и живење според Божјата волја, така што со време и во време може да се менува. На човекот се гледа во основа како дека е добар, хуман и способен да ги остварува духовните потенцијали, во што му помага вистината и божествената милост. Либералната теологија христијанската вера ја инволвира или вовлекува во диалог со современиот свет и ја починува на судот на светските подбивачи. Ако светот каже е во ред, тогаш тие мислат дека е во ред. Тој либерализам без страв од Бог не го зема предвид историскиот Исус, ниту веродостојноста на писмото, на Библијата, туку во се што се прави е вклучен истражувачкиот напор на човековиот ум. И така, поаѓајќи од таквите гледишта, многу цркви се претворија во дувла, каде што се кријат сите лицемери и кои со своите ставови ги омаловажуваат Божите вистини и немаат страв од Бог и неговиот закон. Што е тоа вистинска теологија, втемелена на писмото? Некои луѓе не можат да разберат дека теологијата всушност е Божја наука, наука за Бог. За разлика од либералната теологија, вистинската теологија го задржува Божјиот суверенитет, Божјото откровение и авторитет. Библијата како целосна Божја инспирација, целосна грешност на човекот, Божјата природа на Исус Христос како Бог и човек, 100% Бог и 100% човек, неговата застапничка жртва, есхатолошките или за последните времења, тие есхатолошки моменти, вклучувајќи ги неговото доаѓање, стравот од казна, суд, рај, пекол и воспоставување на вечното Божјо царство. Во сето тоа, евангелизацијата е темел за придобивање и спасение на човечки души, кои се, според Божјиот план, предвидени да поверуваат преку оние кои се испратени да го проповедаат Евангелието. Апостол Павле вели вака: не дозволувајте да ве заведат со разни и туѓи науки, зашто е добро срцето да биде зацврстувано во благодат. Тоа е запишено во Евреите 13 глава 9 стих. Вистинската теологија, почитувани, се темели на Библијата и само на Библијата и на стравот од Бог кој е почеток на секоја мудрост. Во неколку точки ќе кажам нешто за придобивките на стравот од Бог, кој е од голема полза за сите кои го имаат и го добиле благодарение на нивниот живот, новиот живот во Исус Христос. Согласно она што го вели Павле, кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Да видиме сега што значи да имаш страв од Бог, вистински страв од Бог, не само некоја надворешна почит.
Стравот од Бог помага да се придобие Божја мудрост. Така учи Библијата. Почеток на мудроста е страв од Господ. И потоа додава, мудро прават кои го почитуваат и неговата слава трае довека. Псалм 111 и 10 стих. Што значи, стравот од Бог создава стабилен, квалитетен живот, исполнет со секакви плодови. Потоа, стравот од Бог помага за да се служи исправно пред Бог. Не е само да се верува, туку треба да се служи исправно пред Бог. Библијата вели, бој се од Бог и служи му нему, прилепи се до него. Пример на Божи страв е Авраам. Бог му рече на Авраам, еве, сега знам дека се плашиш од Бог, зашто не го задржи од мене ни својот син, својот единец. Авраам беше спремен на се, дури за најмилото само да му угоди на Бог. Но Бог, кога ја виде неговата вера и колку страф има од него, му помогна и ја најде жртвата која ја бараше и која е слика за Христос. Стравот од Бог помага за да се избегне гревот. Библијата вели, треперете и не грешете. Размислувајте во срцата на вашите легла и молкнете. Тоа е запишено во Псалм 4, 4 стих. Таков пример имаме во Стариот Завет со Јосиф, синот на Јаков. Тој вели, како да направам такво зло пред Бог? Тоа е настанот кога жената на Питефрии го искушуваше сакајќи да направи зло со него. Стравот од Бог помага за да се има добра управа над Божиот народ. Во Библијата се вели вака: избери за служба луѓе кои се плашат од Бог. Тогаш избери од целиот народ способни луѓе кои се плашат од Бог и се праведни, кои го мразат подкупот, па постави ги за главатари на народот. Тоа се илјадници, стотници, педесетници и десетници. Тоа е запишено во втората Мојсеева книга, 18 глава, 21 стих. Тоа е всушност советот на Јотор, што му го даде на Мојсеј кога требаше да се растовари од грижата и водството на народот. Интересно е овде да се нагласи дека се бараа луѓе, кои што ќе имаат страф од Бог, кои што ќе живеат праведно и свето и кои што постојано ќе пребиваат во Божјата близина. Стравот од Бог помага за да се намножува црквата. И тоа е многу важно. Зашто без намножување на црквата, црквата не ја постигнува целта на земјата. И така се вели во Дела на апостолите, 9 глава, 31 стих. И така, црквите по цела Јудеја, Галилеја и Самарија беа во мир. Тие се изградуваа и одеа во Господовиот страв, и со утехата на Светиот Дух тие се намножуваа. Овде во овој стих имаме неколку клучни работи. Прво, црквите имаа мир. Кој мир? Каков мир? Оној што го дава Исус. Јас ви го давам мојот мир. Не го давам како што светот го дава, да не се плаши вашето срце. Второ, тие се изградуваат духовно, растеа духовно, се воспитуваа во науката Божја. Трето, одеа во Господовиот страв, имаа вистински страв внатрешен, воден преку Светиот Дух. Четврто, тие ја добиваа утехата. Кога имаа прогонство, кога имаа проблеми, тие знаеа во кого да се утешат. Петто, Светиот Дух ги подкрепуваше и ги зацврстуваше во надежта и утехата. Имаа цврста надеж, што и да се случуваше, се надеваа во Бог. И шесто, црквата се множеше или се множеа и растеа со таков растеж, што многу во тоа време се намножуваа, достигнуваше бројот 5000, 4000 и така натаму. Што значи, стравот од Бог помага за да се придобие и благослов. Египетскиот цар им се обрна и на еврејските бабици, од кој името на едната и беше Сепфора, а на другата Фуа, па им нареди: кога при раѓањето им помагате на еврејките, наблюдувајте, ако е детето машко, убите го,
Ако е женско, нека живее. Но бабиците се боја од Бог и не правеа како што им нареди египетскиот цар. Туку тие ги оставаа во живот машките деца. Затоа египетскиот цар, кој што се сметаше Бог во тоа време, ги повика бабиците и им рече: зошто работевте така и ги остававте во живот машките деца? На тоа бабиците му одговорија на фараонот велејќи: еврејките не се како египетските жени. Тие се здрави, тие веќе родиле пред да дојде бабицата кај нив. Бог го прими тоа за добро на бабиците и ги благослови. Народот се множеше многу и порасна. А бидејќи бабиците се боја од Бог, тој им подари потомство. Колку е тоа важно, колку Бог гледа на сите детали во нашиот живот. Кога некој повеќе се плаши од Бог, а не од луѓето, резултатот е видлив и очигледен по примерот со бабиците во Египет. Стравот од Бог, почитувани, помага за да се зацврсти верата во Бог. Например, Јаков го нарече местото Ветил, каде што сонуваше сон. Затоа тој даде 3 ветувања. Прво, Господ ќе биде мој Господ. Тоа значи Господ ќе господари со мене. Каменот ќе биде Божји дом, земјата во која престојува. Ќе му даде наследство. И трето, ќе одвојува десеток за Господ, што значи тој ќе му служи на Господ со дела и со вера. Јаков се разбуде од сонот и рече: навистина Господ се наоѓа на оваа место, но јас не знаев. Се уплаши и рече: колку е страшно оваа место, не е друго освен дом Божи, ова е врата небесна. Стравот од Бог е дело на Светиот Дух, кој не доаѓа природно, произведено од самите нас. Тој се дава благодарение на Светиот Дух и го води човечкиот живот во исполнување на Божјата волја. Ако има страв од Бог, тоа значи дека ќе ти помага да се зацврсти твојата вера. Стравот од Бог помага за да се придобие благослов. Стравот од Бог помага за да се намножува црквата. Стравот од Бог помага за да се има добра управа над Божиот народ. Стравот од Бог помага за да се избегне гревот да не се греши пред Господ. И стравот од Бог помага за да се служи исправно пред Бог. И на самиот крај, почеток на мудроста е Божи страв, страв од Бог, да се придобие Божја мудрост. Бог да ве благослови, почитувани. Амин.